Македонскиот олимписки комитет и Наша ТВ, со доајенот на спортското новинарство Зоран Михајлов, со гордост ви ги представуваат македонските спортски легенди. Почитувани гледачи, почнува новата сезона на она наша традиционална емисија посветена на македонските спортски легенди. Ми се чини дека нашата телевизија е една од ретките, ако не и единствена, што посветува толку големо внимание на минатото, на минатите асови, а тоа ми се чини дека е интересно и за помладите гледачи, а и за повозрастните. Повозрастните ќе се присетат на тие минати времења, на оние минати спортски доживувања, би рекола, помладите ќе осознаат нешто повеќе за развојот на македонскиот спорт. И еве на почетокот од новата сезона ќе ви го представам, веројатно го знаете сите, Игор Димовски, тој е наш познат пливачки маратонец. Инаку да кажам дека е тој четвртиот македонски маратонец што успеа да го преплива каналот Ла-Манш, кој е сон практично на секој маратонски пливач. Прв беше Нико Нестор таму во 1959-та, потоа Атина Бојаджи 10 години подоцна, па во 2009-та Томи Стефановски и во 2010 година, точно на 2 август, на Илинден, Игор Димовски го преплива Ла-Манш, а исто така, кога го пливаше, бев присутен и јас на бродчето, па го имав она доживување што сака да го доживее секој спортски новинар, за да види како изгледа и какви се маките на маратонците кога се препливува немирниот канал. Игор, еве те представив накусо кој си, што си. Го спомнав е само Ла-Манш, меѓутоа овде има голем број слики, медали, други трофеи, па така ќе се подсетиме на твојата комплетна кариера. Во текот на емисијата гледачите ќе видат и инсерти од она пливање на Ла-Манш, кога и јас на бродчето летав лево, десно, носен од брановит, па некогаш и сликата трепереше и тоа, но таква е работата, важно документ за тоа пливање имаме. Сега ќе ги интересира нашите гледачи каков беше твојот почеток. Јас знам дека уште од детските години, тамо 5-6 години почна да пливаш, дури и да се надпреваруваш. Па еве, кажи ни најнапред за тој период, а потоа ќе одиме и на другото, а на почетокот да не заборавам да кажам дека си ти шампион на Македонија и во триатлон. Ги изненади сите кога се појави како триатлонец и ја освои титулата првак на Македонија. Но за тоа потоа, а сега за почетокот и за првите пливачки денови на Игор Димовски. Најпрвен да ги поздравам гледачите на вашата телевизија, благодарност за поканата и благодарност за волку труд и ценење каде што ме ставате во легендите на Македонија, на македонските спортисти воедно. Како што знаете, јас почнав со пливање уште многу одамна, потекнувам од многу нормално семејство, во минатото немаше многу интернет, компјутери, така да на своја 6 годишна возраст, блиску живеев до базенот Карпош и почнавме со другарите да одиме на базен. Така да почнав првите вештини да ги запознавам во пливањето на 6 годишна возраст или далечната 1983 година.
полека денови со денови поминува, веќе ги совладав првите техники, направив една пауза за несреќа на 9 годишна возраст на првите подготовки кои што беа на Пониква со мојот тренер се случи да се лизнам уште првиот ден и скршив нога на скијање. Но напротив, таа пауза не ме спречи и продолжив напорно да пливам. После една годишна пауза, Тоа добро дојде рехабилитација, да. одлично лекарите предпочитаат пливање после такви повреди, затоа што е спорт со најмалку влијание на зглобовите, односно нема никаков притисок. И токму заради тоа тоа беше една причина повеќе да продолжам со пливање. Пливаш. Тогаш беше во Вардар, во Тогаш бев во Вардар, имаше само да? два клуба, за жал сега има премногу. Тогаш беа два клуба Вардар, студент и работнички, кој што тогаш беше во создавање. Имаше исто многу пливачи, дури би рекол дека квалитетот на пливањето беше многу поголем. Тие години на Олимпијада се одеше со норми. Така да имав среќа да тренирам со пливачи кои што веќе бркаа норми за Олимпијада. Тоа беа 10 пливачи, меѓу кои бев и јас. И така одевме на подготовки во Југославија, тогаш бевме под Југославија и ги забележав првите резултати. На државните првенства во Македонија, републичките првенства во Македонија, освојував дипломи. Меѓутоа првиот медал го освоив на едно од државните првенства во Белград далечната 87 година. Во кој стил? Во дисциплината грбно. Највеќе ми лежеше грбно. Не знам зошто родителите дома ми викаат ти така си дома лежејќи спиеш све ти е лабаво. Така да и пливањето кога почнав да остварувам резултати, јас ги остварив во грбен стил. Највеќе ми лежеше и ги поставив сите државни рекорди токму во таа дисциплина, дури ми што да речам дека не е нешто необично и рекордите многу полесно ги остварува во дисциплината 200 метри. Таа е најголемата дисциплина од грбниот стил. Да. Така да тоа се покаже и за понатаму во маратонското пливање. Значи нешто ми лежеше што е подолготрајно и тоа беше веќе една најава дека нешто бараш нешто подолго во пливање. Точно така. Затоа што дури втората делницата од 200 метри, а втората 100 метри ги пливав побрзо отколку првата. Така да тоа беше нешто чудно. Завеслаите ми беа многу спори, меѓутоа има феноменална техника. Така се бележеа резултати. Југославија станав државен рекордер во пионерска, постара пионерска категорија, освојував медали. 100 и 200 грбно ми беа мои фаворитни дисциплини и бев страф и трепет во бившите југословенски простори. Ме знаеа како Игор Брзиот. Ти беше и учесник на едно светско младинско првенство и таму имаше добар пласман, стигна до Б финалето. Така, учесник бев на младинските тоа европски... Тоа беше во Женева. Во Женева. Тоа беше европско првенство, да. Младинско европско првенство, кое што ми беше второ поред. Веќе имав искуство од претходната година, бев во Прага, исто на младинско европско првенство, ова ми беше втора по година поред и забележав 16-то време, кое што ме пласираше во Б финале. Тогаш првите 16 влегува во Б финале. Во Б финале испливав резултат кој што ме рангираше на 12-то место. Така да тоа е, да речеме, еден од забележливите резултати кои што ги носам со младинските европски првенства. Настапи на универзијадата во Сицилија, таму. Така, после светското првенство во Гетеборг, 1997 година, веќе бев втора година на факултетот за физичка култура и како единствен представник од Македонија имав чест да учествувам на универзијадата во Сицилија, каде што исто влегов во Б финале. Универзијадата знаете дека е тоа олимпијада за студенти. Пресилна конкуренција. Дури финалистите беа финалисти на олимпијада.
Да. Така да Па добро, студентите, тие уште во Тие го првите водеа пливањето. студентски години ги постигнуваат така, точно. најдобрите резултати во пливањето и освојуваат медали. Еве има многу примери, Марк Шпиц, исто како Премногу. студент, потоа Торп Франциска и така. Вананцик, Торп, Гран Хакет, кои Да. што учествуваа на таа универзијада. Стварно, пресилна конкуренција, се изненадив сами од себе, го бутнав сениорскиот рекорд со 2:07, 2 минути и 7 секунди, кои што беа за делови од секундата За норма. олимписка норма за Олимпијадата во Сидни. Жал ми е што веќе само стотинки медалија до учество на Олимпијадата, каде што на таа Олимпијада броеше експедицијата броеше најмногу пливачи. Не дека беше лесно да се обезбеди норма, меѓутоа така се случи, меѓутоа не ме застана. Тука се Тоа уште повеќе ме ги мотивираше и подигна кајте мотивите, еве сега да се докажувам и натаму. така, меѓутоа ми направи некоја си, како да речам, дилема дали да продолжам базенско пливање. Веќе бев 20 години, 22-3 години и не знаев дали да продолжам повеќе. Јас доаѓам од социјално семејство кое што не можеше многу да ме протурка низ тие води. Во тебе за Да да може инвестира, да подготовки. постигнуваш Веќе влегов во професионален спорт каде што требаше многу. Треба многу да не се Треба да се лажем. покрива се и тренингот, и патувањата, и подготовките. Така. Бидејќи си бил во дилема во таа година дали да продолжиш или не, ова е момент да кажам дека сите чувствуваат и нема да се откажеш, бидејќи ти како 14 годишно момче беше и тоа да го кажеме Така, најмлад учесник на Охридскиот маратон, кога почна да се возобновува во 1992 година. Па која беше причината? Еве, од Грбно најмногу до 200 метри, потоа, ајде, слободен стил си пливал и 800, 1500 и долу од 100, да речеме 200, 400 метри и одеднаш маратонец. Така, 92-та година ги бележев скоро најдобрите успеси во грбниот стил. Освојував каде и да отидам медал на 200 метри грбно. Меѓутоа Арно не ти текна и маратонот да го... и бев темпераментен, меѓутоа ајде, тогаш имавме добра екипа, добри пливачи, се надпреварувавме буквално секој ден на тренингот. И на возобновувањето на Охридскиот маратон, само што ми кажа тренерот Игор да пробаме, јас веднаш прифатив, зашто да не. Немаше проблем, можев да го испливам. Јас бев спремен за секој предизвик. Тогаш бев трето место на 2,5 километри со време од 28 минути, кое што тоа време до ден денеска не го пливаат. И веќе следната недела учествувавме на Охридскиот маратон, кој што беше 30 километри, на кој што победи, се сеќавам, чехот Павел Рандисек, кој што дојде од Прага директно за тој маратон. И така, беше една необична авантура. Како заврши таа авантура? Заврши во 8 место, не бев последен, меѓутоа така, најмлад, необично. И сите се чудеа, кој ова дете сега го плива маратонов. Да, сите се зачудија и успешно го заврши. Успешно заврши таа приказна. И практично ти тогаш почна да најавуваш дека маратонското пливање ќе ти биде оној главен дел од пливањето, да не речам спорт, бидејќи сега посебно се третира маратонското пливање, посебно пливањето во базени и така, па еве и на олимпијадите. Да. Стигна тоа маратонско пливање. Интересно е да кажеш сега за тие маратони, бидејќи ти во базените се појавуваше тогаш кога имаше првенства, постигнуваше и натаму добри резултати. Тоа добро ти доаѓаше и во подготвителниот период, како база за ова маратонско пливање.
сега за првите маратони, каде што имаше високи пласмани, ти пливаше и на реката Парана, таму во Јужна Америка, таму е во Аргентина 80-90 километри. Не знам колку е патеката. Тоа е најголемиот маратон всушност во светот. Сега минуваме на маратоните, па Охридскиот така го елабориравме на некој начин, како најмлад таму, 92-та, но за оние други маратони имаше и победи. Имав и победи, точно така. Еве да почнеме по дилемата и отванањето на новата врата во мојата кариера, фокусирање кон долгите патеки, отворените води, маратонското пливање. После пауза од 2 години, која што не ја нарекувам таа пауза, јас бев се уште активен, секое утро јас влегував во вода, си спливував делница од 4 километри без проблем и се фокусирав на обука на деца. Тогаш бев помошник тренер на Димитрија Поповски, шкипер, му помагав околу клубот Студент. Покрај мене помина олимпиците Александар Маленко, Миладиновски, Зоран Лазаревски, кој што јас секој утро за Олимпијадата во Атина 2004 година им го обавував и ги контролирав на нивниот тренинг. И решив 2004 година, Игор, сега е време. Маратон. И тогаш се погоди како за некоја си како да кажам, за волја на вистина да се погоди маратонот Охридскиот да се оствари и да се реализира во јуни. Во јуни Охридското езеро беше 17 степени таа година. Сега дилемата ми беше сега ладна вода, дали ќе можам да испливам. Прв пат пливам после толку години, тогаш бев млад, дали сега ќе го испливам или како ќе биде. И без проблем 17 степени, 6-то место, Охридски маратон, светски куп. Така се поредија работите, година по година, Охридскиот маратон до 2009 година, секоја година го пливав. Бележам победи на маратоните во Каламата и Никити, кои што се исто делници над 25 километри. Таму водата е 25-6 степени. Таму е веќе друго, можеби е потешко пливање во топла вода. Јас се сеќавам ова што кажуваш. Да направам една дигресија за топла вода на базенот 2008 кога беа квалификации за Европско првенство во ватерполо. Ти постојано беше присутен тука. Знаеш, и Крсто Норшич беше селектор на нашата репрезентација и баш тука на тие што ракуваа со апаратурите, АЦ и другите, и вика, дајте загрејте водава малку холандјаниве да зовријат. И на 28-9 тренираа нашиве и кога дојдаа холандјаниве водава топла и не можеа во последната четвртина да издржат. И ја победивме на Холандија, која беше редовен учесник на завршници европски, светски олимпијади и прв пат учествувавме на Европско првенство во Малага. Затоа се потсетив сега на тие студени топли води. Ми е жал што таа приказна не продолжи. Согори, Таа приказна со ватерполото не продолжи, не знам од кои причини, меѓутоа тогаш во тие години имаше ватерполото најголем успех, дури стигнаа до бронзен медал на универзијадата. Да, во Шензен, во Кина. Да. Зошто е прашалник. Сега одиме, продолжуваме натаму. Во Грција, значи, топли води, убаво пливање, 2 први места, Никити и Каламата, после и други маратони. Државно првенство маратони, каде што бележам второ место, Шабац маратон, светски куп, каде што бележам исто второ место. И доаѓа Шабац ме интересира дека и Дики Бојаджи на времето тамо 61-та пливаше. Така. И беше и победник, но не доби награда Фичо. Го сметаа дека е професионален пливач, оти претходно на Капри Неапол го освои првото место меѓу професионалци, вика ти си професионалец, награда беше Фичо, не му беше доделено на Дики, бидејќи се давало на аматери. Како изгледа Шабачкиот маратон? Пливањето имав среќа да пливам во тоа време, каде што Шабачкиот маратон беше во светскиот куп. Беше кратко, некои си 4 години и после тоа прекина. Икс причини, не сакам ни да навлегувам, нити пак ги знам. Пливањето во Шабац е емитација на далечните години, во 40-тите години,
кога што германците ги протерувале селаните од местото Јарак, кое што е точно 21 километар од Шабац, и тие пребегувале пливајки до Шабац. Дури сега кога зборувам се најжев, некои од нив ги убивале во водата и така. Значи, емитацијата во знак на сеќавање на загинатите од местото Јарак, токму заради тоа се плива трката и се вика трка на мирот. Се плива од Јарак, селото, па се плива се до Шабац. Точно 21 километар. Пливање во реката Сава е не дека е необично. Сава е пловна река и нема што тука да се размислува. Вода си е вода, течението не е толку многу бргу, меѓутоа се нема опасности како например да се плива во Парана. Парана е сосема друга приказна. За тоа имам една анегдота да кажам, ама за тоа потоа. Така да Шабац беше една приказна која што стварно ми го подигна нивото на квалитетното маратонско пливање тогаш за мене. Тогаш можев да се носам и со другите маратонци. Имав трки каде што водев одредени делници. Меѓутоа искуството си го правеше со јас немав толку многу финансии за да си обезбедам да им парирам и да си обезбедам да речам маратони, 10 маратони во годината. Јас пливав 2 кои што беа најблиску, Охрид и Шабац. Добро. А ваму далеку во Аргентина? Аргентина беше послем потфатот од англискиот канал. Да. Да се навратиме прво за англискиот канал. Прво одиме на Ла-Манш, тоа е интересно. Може би помогна финансиски да ми помогнат некои луѓе кои што си овозможив 4 маратони за период од месец дена. И тоа во Аргентина. Ла-Манш. Како се роди прво идејата за Ла-Манш? Така, како што најавив. Бидејќи јас постојано бев на базенот, ти секој утро пливаше тука и мене од општината Карпош ми викаат: Зоки, имаме човек кој е Игор, па го знам Игор Димовски, жител на општинава, сакаме да плива на Ла-Манш, дали би одел ти како новинар? Викам, зашто дали? Така, и Стефчо Јакимовски, Трифе Трифуновски беа тогаш. Зоки, знаеш дека јас секој утро бев на базенот. Ние заедно направивме проект да деца доаѓаат бесплатно часови од целата општина. Карпош. Ги покривме преку 1000 деца, покривме све на наш грб. Им помагавме, ги научивме да пливаат и тоа беше само заради наше задоволство. Како што најави на почетокот на емисијата, желба и голема желба е на секој маратонец пливач и сон, да речеме, е препливување на англискиот канал. Истиот сон го имаат и планинарите, качување на Монт Еверест. Тоа се предизвик услови кои што човекот би сакал да види дали неговите човекови граници се до тука или можеби ќе ги помери. Препливувањето на Томи Стефановски и предходните двајца Атина Бојаджи и Нико Нестор навистина ми дадоа поттик и идеја да и јас го препливам. Направив проект, доставив до општина Карпош, знаејќи дека не можам финансиски да си го остварам тоа. И едно утро ме викна: Игор, го прочитавме ова што ни го даде, заинтересирани сме. Подготвувај се. И така. Една година веќе бев пријавен. Таму иде процедура да една година пред захватот има комитет на каналските пливачи и така, лекарски прегледи, па навреме дали ќе го зафатиш позицијата на бродот кој што зазема само 5 пливачи за одреден месечен циклус на водата, знаете, плимата е преголема таму. И јас го добив второто место, вториот слот, како што нарекува капетанот. Капетанот ни беше Мајкл Орам, се сеќавате. Да. И година дена јас буквално посветив све само околу пливањето. Тогаш ми се роди вториот син.
и така беше малку тешко, меѓутоа успеав да ги издржам сите тренизи, дури некогаш тренирав и во 11 навечер. А сега да кажам и нешто, мене што ми остана во сеќавање, кога влеговме во бродчето. И беше нели се мирно, убаво, ама уште сме во пристаништето, а тоа заградено со огромни докови. Помнам кога ми кажа Игор, мирно е, супер. Ки спливаш како така, најлесно. Така, ама излеговме од тие цидините, да кажем, кудрија, брановите. Све се преврти. И се преврти, фрижидерот се отвори, излета шишиња ова. Се исплашивме. И ти, а јас седев тука назад во кабината и ти доаѓаш и викаш без оки. Вака беше и Томи кога пливаше ли, мајко, види какво невреме, какви. Викам, овде секогаш е така и спремај се, нема, готово е. Чудно. Мора да се фрлаш во каналот. Стварно чудно. Јас бев пливач кој што совладував 5 километри за помалку од 1 час. Тоа ме водеше да калкулациите на капетанот Да, беше го кажува- темница, го кажува која тргавме времето. од таму, од кај белите од белите карпи на Фолкенстон. Белите, да. Беше тотално темница. Беше темно, 3 да. часот Само сијаличката наутро. малку се Сијаличка надзираше, имав, да. така. Беше едно искуство кое што е незаборавно пред се. Почетокот ти беше многу фуриозен, би рекол. Почетокот Дури беше капетанот страшно беше фуриозен. изненаден, вика, што е ова? Наведуваше време од 7 часа и 30 Да. минути. Помеѓу 7:30 и 8 часа. Непредвидливо беше тоа време. Меѓутоа, тоа што се случи таму е затоа е тој канал озогласен. Затоа тој канал е всушност најтешкиот пливачки захват за секој маратонец. Не знаете дали и што ќе ве снајде таму. Ние кога тргнавме некој бродчина се враќа и го прашаме капетанот што е, па вика овие се откажа и сега во бродчината се враќа. Верувајте, Викам, ова е да. кој знае што не чека потоа. Направив анализа, можеби не ви ја кажав, во тој период имаше 40 пливачи и неколку штафетни надпреварувачи. Штафетните пливаат по неколку километри 4 пати. Само јас и една штафета има препливано во тој ден, што докажува дека плимата беше пеколно страшна. Пеколно страшна да ме враќаше 400 метри, ако се сеќавате, на секое пиење. Па не Дури ми сме- викавте не пи, не јади ништо. А Зошто тоа- секое пиење беше враќање назад, па Како ајде рек, повторно па истата повторно се делница. враќа. Да. А многу интересно беше, го гледаме брегот тука е, на дофата, никако да никако. стигнеме до него. И баш капетанот му викаме, малку лево, кај што беа поистурени во морето, карпите не, вика тоа, потешко ќе биде. Како што- Мора вака да одиме. Како што направија пресметки капетанот и човекот кој што беше заслужен за судењето, за квалитетот, Судика беше, судиката, да. за квалитетот на моето пливање, таа пресметуваше 8 часа, 7 часа и 45 минути. И буквално беа 2 километри пред брегот на Кале. Тие 2 километри ние ги пливавме Вечност. 6 часа. 6 часа кое што го прави пливањето незаборавно искуство и кое што ме прави во моментот да си кажам дека јас можам да направам се. Јас не се откажав психолошки, физички. Дојде еден момент на Еден криза, момент почетокот, дојде. Тоа е кој викаше, нормално, Лео, да. ние ти викаме, мораш, оди. Да. И тога цик-цак одеше бродчето. Тоа е и кризата, За да влезе водата во беше заливот. 13 степени. Тоа е навистина ладна вода. Тогаш се сеќавам уште на второто хранење, мене веќе вилицата ми се затвори. Ја не можев да ви зборам и да ве прашувам како, па вие ми ја топлевте супата која што ја јадев. За среќа. Иначе кој знае што би било понатаму. Како и да е, успешна сторија. Ние македонските пливачи имаме еден обид и тој мора да биде успешен. Ти успеа и беше четвртиот, после Стана. тебе Да. нема никој да се јавува еве во овие минати години да го препливува Ла-Манш, влегуваш во историјата и на каналот, На на оние асоциацијата. пливачи, да, што Така, да.
совладале тој канал кој би рекол страф и трепет за секој маратонец, но и најголем предизвик. Кој ќе Ми се чини дека секој од вас што почнува со маратонско пливање, во мислите, во тие почетоци му е каналот Ла-Манш да го преплива и тогаш ќе остварил процентуалноста е 15% на успешно препливување. Па сега видете, јас се наоѓам во тие 15. Еве гледаат и гледачите преку оваа снимка што ја направив тамо кога го препливуваше Ла-Манш, како изгледаше сето тоа и тие маки поминаа, на крајот се качи на бродчето, успеа да се качиш на бродчето, целиот истоштер, па со кебиња, со ова, со она, до враќањето назад во Довер, некако се загреа, се созеде и тргнавме кон хотелот и викаше готово и оваа авантура Помина. заврши и помина.